приказна е тоа една од партијата која всушност му сврте грб на Борис. А сметате ли дека вие ќе ги имате тие можности, впрочем, воопшто ингеренциите на председателот колку е да може воопшто да помогне? Се збори сега, не знам, социјала помош на овој, помош на оној, реално малце е сомнително дека кој да биде председател може да помогне во економија или во тие, а особено во овие меѓународни одлучувања кога се иако на некој начин мене не ми е јасно сето тоа колку се тие ингеренции и кога ги гледаме ова судирот помеѓу председателот и премиерот, нам ни станува јасно само дека многу се добива спрепка. Што е сега перцепцијата кај граѓаниве, обичниот човек? Ика, дај да го земеме, ако се овие власт, дај да го туриме овој од власт, барем ќе се сложат, па ќе имаме иста позиција, да не се јадеме пред меѓународна едни со други повторно. Не, позицијата која ќе ја добиеме во тој случај е тотално едноумие, кое не било ни у комунизмот. Кохабитацијата во уставот е предвидена извршната власт која е најсилна да се подели на два дела со предоминација на владата, но да се подели бидејќи таа е најподложна на манипулација, извршната власт најмокина е. Тоа е концептот. Значи, судирот на нивните концепти се предвидува и пожелене во демократијата. Има начини како се разрешуваат во уставот. Сега, како ја исполнувате својата должност председател, многу зависи од вас. Тоа е естетика на... Не, треба целосно да ги исполнувате уставните должности. Например, вие мора да отворите како председател, ја што не можем да давам општ пример, али можем да кажем што јас би правил во таа функција. Значи, мора да ги вратите позициите на земјата кај низините пријатели. Мора да преговарате. Сега кимето. Мора да направите еден круг консултации со американците и со 3-4 земји од Европска Унија кои се наши главни поддржувачи. Да кажете, видите, ова со Македонија, ние сме тие кои сме. Не сме променети во чудо некое, него. Истите сме, со истата демократија, со истата мултикултура, добри дечки сме. И истата поддршка треба да ја добиете од пријателите. Не е проблем ако се судираме со грците и бугарите ни овде. Проблем е ако нашите стратешки партнери не разбираат и не поддржуваат. Тогаш сме ние у гужва. Тогаш сите ќе не ги успостават рачунот на Македонија. А, вие бугарите исто, бап. Албанците задутре, ако не утре. Ние не смееме да се доведеме да ги изгубиме нашите пријатели со кои битките сме ги биеле и сме ги добивале до сега. Сметате дека сега ги губиме тие поддршки? Не, сега не ги загубиле, нас не е сапат виш. Сите надвор велат, ова, терете вие, како знаете. А извештајот што стигна сега од Европскиот парламент? Европската Унија, ние извештајот на Европската Унија го имавме истиот минатата година и ништо не се случи. Бидејќи тоа е извештај од Европскиот парламент, кој не е обврзен, треба владата, така наречената комисија на Европска Унија да го прифати, тогаш ние добиваме датум согласно него. Ние минатата година имавме исто така позитивен извештај, комисијава не откачи, бидејќи не се согласува со владата и ние пак изгубивме година дена. Што значи, тоа е све фино, тоа е добар извештај. Не може никој да рече дека е лош, како и оние за малцинските права. Али бидејќи имаме ваква влада и таа е неомилена надвор, ја третираат како чудо, во регионот чудо, ние не можеме да ги излечеме поените за државата. Дури нивизниот режим, за кој имаме најдобри рейтинзи, и најава дека летово ќе може да се случи, еве ќе видите што ќе се случи, ако има лоши тензии околу изборите или не им се допаѓа како ова функционира целиот однос кон НАТО, пак ќе најдат причина да го одлаже, да речат заедно со Србија или у пакет некој ќе ни дадат, као што Карл Билт рече, цела година ќе ни го одложат, пак ќе и биде крив некој друг. Тоа има тука политика. Како ве перцепираат? Дали сте вие земја која играте по правила или сте некое чудо? Нас не третираат како исчашено чудо. И се не чекаат што ќе направиме. Дали ќе се заокружиме и со председател во тоа исчашено чудо, или ќе има шанса председателот да биде, да ги отвори меѓународните пенџериња за Македонија, да ги врати пријателите и малку од малку да го помрдне процесот. Тој може тоа да го направи, а на внатрешен план председателот може да ги застапува овие луѓе. Бранителите се дел негова должност. Он може направи дополнителни измени на законот кој ќе излезе во нивни
да направи собир и да им искочи во пресрет и да ги застапува. Зашто нема тој проблем со тоа? Нели сака или не ќе да се излага на таква ситуација. Он може да каже дека групите кои се под дискриминација не е во ред, ќе ги застапува, ќе се бори со нив, ќе излезе со нив. Зашто? Не е проблем председателот да се бори за тоа, неговите уставни надлежности го даваат целината на демократскиот политички систем. Он мора да се бори. Не можат дискриминација имаме кон луѓето кои или опциите кои сега имаме 4 кафани кои се затворени поради тоа што оваа влада као не ги симпатише оние што имале плурализам у животни стилови, се вика. Не ве разбирам. Да, плурализам у животни стилови се вика за сите гей и лесбијан мувмент. И сега тука има еден пофин став, демек не е хомосексуалци од еден и друг тип, туку плурализам на животни стилови. Во Македонија моментално се случува репресија тamo. 5 клуба им затвараат затоа што овие ги дрмаат со инспекции, им викаат не за нив. Како тоа изгледа? Македонија, нели, Европска Унија, НАТО. Целиот процес не е контра. Или женскиве права. Како тоа абортус сега, они нас ке ни кажуваат гачки, ние у социјализам имавме болji права, жените имаат болji права, они сега ке не врачаат назад, ке ни кажуваат и со црква консултирај се, со социјална служба или партнерот да ти даде подпис на жената. Правото на абортус и председателот може да го брани тоа се човечки права. Раселените лица од конфликтот. Ги заборавивме 750 души, председателот мора ги застапува. Има едно цело поле на борба. Добар председател, со интегритет, може да повлече земјата. Владава ќе се најде, нема време, ја не би имал време да се карам со владата. Сега како тетки да седнеме и се нешто се караме. Ја би имал со подобри идеи, би ја влечал. Со пријатели ќе донесе кој може да одбие. Кој може да одбие бизнис заедница која може председателот подобро од оние недоквакани министри за наоѓање на инвестиции. Знаеш дека некој донеле од нешто тие министрите во владата? Председателот може многу појако таа функција да ја заврши. Бизнис заедницата странска да ја привлече, али ќе ја привлече ако видат саглам човек, не ако видат клон кој нема појма зашто би разговарали ни со председателот, ќе го викнат, дај викни го премиерот, бар со шефот да разговарат, ти трни се седни тамо од страна. Тоа е улогата председателот тоа. Онако види дека тој е кукла, дека нема никаква улога, што би разговарал со него. Ки да го бара шефот кој може да одлучи. Ние во таква ситуација ќе се доведеме со концепт, со владиниот концепт да ја заграба целата власт и да воспостави едноумие. Професоре, во врска со името и преговорите. Многу конфузни работи слушнав и од ваша страна и од другата страна во врска со како кој ќе го реши. Вие гарантирате дека до есен ќе го решите тој проблем и така натаму и така натаму. Мене најсвежо ми е во сеќавање дневник насловната страна со оној предлогот на Нимиц и 8 точки кои првпат вие ги анализиравте и ако не се лажам вие бевте дури и повикани во МПЦ да ги анализирате тие точки и да им кажете дека тоа што се предлага, бидејќи имаше колебања меѓу институциите, дали е тоа добар предлог или не. Вие бевте кои рековте дека тоа не чини, дека тоа задира во идентитетот, дека првпат прочитав ја во својот живот една сериозна анализа, дневник на насловна страна, дека со таа козметичка промена на името, да речеме Северна Македонија, ние престануваме да стануваме македонци, туку сме северно-македонци, со Северно-македонска православна црква, со северно-македонски јазик, една сосема нова нација. И вие посочивте на тоа. После, вашите изјави сега ме бунат во цело. Појаснете ми го овој став и појаснете ми го овие точки што беа од предлогот на Нимиц. Како и после, не ми е јасно вашата изјава кога рековте дека во ноември сме имале шанса и сме ја пропуштиле. Точката 8 од последниот Нимисов предлог се однесува за начинот